Бомбаш самоубиец се разнесе во преполна џамија во полициски комплекс во Пешавар, Пакистан, при што загинаа повеќе од 80 луѓе, а беа повредени најмалку 200. Земјотрес со јачина од 7,8 степени погоди југоисточна Турција и делови од Сирија рано на 6 февруари, проследен со повеќе последователни потреси. Бројот на загинати достигна повеќе од 50.000 во двете земји. Меѓународниот кривичен суд издаде налог за апсење на рускиот председател Владимир Путин, обвинувајќи го за одговорност за воени злосторства наводно извршени за време на текувната руска инвазија на Украина. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Кремљ ја нарече одлуката безобразна и рече дека судскиот налог е ништовен и неважечки во Русија. Демонстрантите во Звечан, Косово, се судрија со полицијата додека етничките срби се обидуваат да го спречат новоизбраниот градоначалник етнички албанец да влезе во неговата канцеларија. Слични немири избија во други 2 мнозински српски града со градоначалници етнички албанци кои победија на изборите во услови на бојкот од страна на етничките срби. Мисијата КФОР на Косово, предводена од НАТО, распореди дополнителни трупи во обид да го врати мирот. Десетици војници на КФОР беа повредени во судирите со демонстрантите во Звечан на 29 мај. Браната Нова Каховка на реката Днепар пукна, предизвикувајќи големи поплави во областа окупирана од Русија во Јужна Украина. Селата и градовите беа поплавени, а многу илјади луѓе беа принудени да се евакуираат. Украина ја обвини Русија, која го контролира објектот од почетокот на 2022 година, дека намерно ја саботирала браната. Руските власти изјавија дека Украина ја уништила браната за да ги прикрие, како што ги нарекоа, слабите успеси на бојното поле. Шумски пожари пламнаа низ Канада, создавајќи покривка од чад низ источниот дел на Соединетите држави и предизвикаа предупредувања за квалитетот на воздухот стотици милји од почетните пожари. Широко распространетите пожари се припишуваат на невообичаеното топло суво време поради климатските промени. Други екстремни временски настани следеа подоцна во текот на летото. Јули беше најтоплиот месец досега, а големи делови од Европа беа зафатени од поплави и пожари во текот на август. Вооружените сили на платеничката група Вагнер, предводена од Евгений Пригожин, ја презедоа контролата врз јужниот руски град Ростов на Дону. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Пригожин испрати дел од своите приватни сили кон Москва, нарекувајќи го тоа марш за правда, за отстранување на корумпираните воени команданти кои ги обвини за загубите во Украина. Кремљ постигна договор со Пригожин за ставање крај на бунтот, велејќи дека водачот на платениците ќе се пресели во Белорусија и дека кривичното дело против него ќе биде отфрлено. Пригожин и другите водачи на Вагнер подоцна загинаа во авионската несреќа во руската област Твер на 24 август. Во јули продолжија масовните протести во Иран против полициското спроведување на строгите религиозни кодекси за облекување на жените. Во Рашт демонстрантите се судрија со полицијата, која се обиде да приведе демонстранти. Dünya birbirini, bak dünya birbirini. Leke ayamzade. Giyin meydan bagi gambice ve libas şahsiya. Иранската така наречена полиција на моралот ги засили патрулите за да ги спроведе правилата за облекување и покрај националниот гнев и протестите по смртта на иранката Макса Амини во полициски притвор во септември 2022 година. Таа беше приведена поради несоодветно носење хиџаб. Американското министерство за правда го обвини поранешниот председател Доналд Трамп за заговор за измама со тоа што го спречи Конгресот да ја потврди победата на председателот Џо Бајден на изборите во 2020 година. Трамп ги отфрли обвиненијата. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. Следуваа и други обвиненија против Трамп.
Азербејџанските сили започнаа операција за повторно преземање на контролата врз Нагорно Карабах, спорна територија населена со етнички ерменци. Протести избија во Ереван, главниот град на Ерменија, додека гневните толпи го повикаа премиерот Никол Пашињан да поднесе оставка. Ерменските сепаратистички сили во Нагорно Карабах се согласија на прекин на огнот на 20 септември, само 24 часа по почетокот на воената операција. Нападот натера повеќе од 100.000 ерменци да ја напуштат територијата за помалку од една недела. Пашињан го обвини Азербејџан за етничко чистење во регионот, што е тврдење кое Баку го демантира. Нобеловиот комитет ја додели Нобеловата награда за мир за 2023 година на Наргес Мохамади, иранска застапничка за правата на жените која издржува 12 години затвор. Нобеловиот комитет го повика Иран да ја ослободи Мохамади, која се бореше за правата на жените и за укинување на смртната казна. Таа беше една од илјадниците демонстранти уапсени за време на масовните демонстрации во 2022 година. I hope one day to be able to tell you that execution have stopped in Iran and that women in my country have got their rights and that we have a better human rights situation in Iran. Палестинската исламистичка милитантна група Хамас започна ненадеен напад врз Јужен Израел, истрелувајќи ракети од Газа и испраќајќи борци преку границата. Милитантите на Хамас убиле повеќе од 1200 луѓе и зеле околу 240 израелци како заложници. Премиерот Бенјамин Нетањаху им порача на граѓаните дека земјата е во војна. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Израел возврати со најинтензивното бомбардирање на појасот Газа во 75-годишната историја на неговиот конфликт со палестинците. Во текот на следните месеци во воздушни и коплени напади загинаа повеќе од 18.600 палестинци, според здравствените власти на Газа. Околу 2 милиони луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови, што предизвика осуда на операциите на Израел од страна на некои странски влади. Сирија силни земјотреси ја погодија афганистанската провинција Херат на 7 октомври и следните денови, предизвикувајќи големи разурнувања. Светската здравствена организација процени дека речиси 1500 луѓе загинале во земјотресите. На крајот на октомври десетици илјади афганистанци кои живеат во Пакистан се упатија кон границата пред да стапи на сила крајниот рок во кој мораа да ја напуштат земјата. Исламабад објави дека околу 1,7 милиони бегалци и мигранти без документи треба да заминат до 1 ноември или ќе се соочат со апсење и депортација. Повеќе од 400.000 луѓе преминаа во Афганистан до декември, а хуманитарните групи велат дека многумина немаат соодветно за солниште, храна, вода за пиење и тоалети. Додека Украина продолжува да се бори против речиси двегодишната руска инвазија, Европската унија се согласи да отвори преговори за членство со таа земја. Украинскиот председател Володомир Зеленски ја поздрави одлуката како гласање за доверба на Украина. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. Очікую, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти. Щоб не відбулося, ми працюємо, п'ємось та збільшуємо силу нашої прекрасної України.